нашиот Господ Исус Христос. Се наоѓаме во посебно благодетен период од литургиската година, помеѓу вознесението на Господ Исус и Педесетница. Ова е време за подготовка, со постојана молитва и со надеж, исчекувајќи го ветувањето Господово. Откако Христос се вознесе, апостолите заедно со Пресвета Богородица останаа во Ерусалим во собата на последната вечера, еднодушни во молитва. Токму на тоа сме повикани и ние овие денови, да останеме заедно и да бидеме еднодушни во молитва. Апостолите сами без силата на Светиот Дух не биле кадарни да навестуваат, биле премногу слаби и страшливи. Да, потребна ни е силата од Светиот Дух да слезе врз нас за да можеме да обстанеме на нашиот пат кон светоста. И самите сме сведоци низ колку искушенија поминуваме. Неретко и паѓаме од нив, но силата на Светиот Дух е таа која одново не раѓа за заедништво со Господ. Но што е целта и смислата на Христовото послание, неговото страдање, воскресение, вознесение, силата од Светиот Дух? Токму она што Господ Исус Христос ни го објавува во денешното Евангелие. Живот вечен. Тоа е смислата. И секако на прашањето што е живот вечен, Исус ни дава исто така и одговор. А животот вечен е тоа, да те познаат тебе единиот вистински Бог и испратениот од тебе Исуса Христа. А сега малку да се префрлиме и на нас самите. Дали јас го познавам единиот и вистински Бог и од него испратениот Исус Христос? Што направив или што правам за да имам живот вечен? Дали го среќавам Господ во молитвата секој утро, секоја недела на литургија? Дали така често го отворам Евангелието за да го запознам, како што љубопитно ги отворам пораките на социјалните мрежи? Денес и преку ова Евангелие треба да си поставиме едно друго важно прашање. Како ние денес го навестуваме Христа меѓу луѓето? Како сведочиме за неговата љубов, посебно со оние кои секојдневно сме во контакт? Тоа може да бидат мали едноставни дела, но важни ако се прават во името Исусово. Денешната недела, знаете, драги, е посветена на светите отци од Никејскиот собор, за да не подсети на делото кое продолжува после Духов ден. Имено Христос продолжува да живее преку црквата, а тоа е гарант за единството на црквата и вистинитоста на она што го навестува. Во денешното Евангелие при крајот Господ Исус Христос искажува една молитва за своите ученици. Веќе не сум во светот, но тие се во светот, а јас идам при тебе, Оче свети. Запази ги во Твоето име, оние што си ми ги дал, за да бидат едно како што сме и ние. Да бидеме едно, еднодушни во молитвата и храбри во навестувањето. Така можеме да ја имаме и неговата полна радост.